أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Вие го слушате четвртиот дел од Препорот на верата од Хазрети Мирза Тахир Ахмад, поглавар на Ахмадија движењето во исламот, одржан говор во Сиднеј, Австралија. Верувањето, проповедано од противниците, им пропишува смрт на прогонство како казна за богохулењето. На реформаторите им се нудел избор или да се вратат под закрилата на верата или да бидат прогонети, а доколку тоа не го направат, им се заканувале со смрт. Реформаторите никогаш не заговарале насилство. Нивните следбеници покажувале стабилност на толку високо ниво, што се подготвени поправо да изберат прогонство или да бидат убиени, отколку да се одрекуваат од своите верувања. Реформаторите не ги лажат луѓето со оветување за власт и за висока положба. Тие ги презираат овоземските амбиции. Тие не ги лажат луѓето со богатство. Тие го всадуваат духот на жртвувањето. Богатите кои се верни сметаат дека е добра среќа ако целото свое богатство го подарат заради служење на Бога. Мокните не се грижат за раскошноста на моките. Тоа е времето кога Бог со својата далековидност ги повикува како дораснати да ја превземат световната моќ. Ова е процес на религиски препорот на народот како што е опишан во Куранот и скриптите. Сите пратеници од Адем до честниот пратеник Мухамед поменувале не сите фази, тие се своите народи и им дале нов живот, водејќи ги по патот на страдањето на жртвувањето. Тие учат за љубов. Тие пропагираат љубов за тешка работа, траен напор и постојано активност. Овој револуционерен дух е тоа што вдахнува живот во мртвите народи. Овој често покажуван и непроменлив Божји закон е во склад со човековата природа, свест и интелект. Тоа е закон кој Ахмадија муслимански джемаат го проповеда. Како што може да се види, концептот на Ахмадија муслимански джемаат за препорот на религијата не е ново создадена филозофија, родена од човековиот интелект. Таа е изведена од континуираниот и непроменлив историски процес кој безпрекорно и верно е сочуван во честниот Куран. Овој джемаат е заснован на овие вечни принципи и вистини кои се основа на секоја вистинска религија. Например, во Куранот стои: во верата нема насилство, зашто патот вистински јасно се одделува со безпакето. Оној кој не верувал во Тагут, а верува во Аллах, веќе го дофатил најцврстото јаже во кое нема искинатина. Аллах е слушач и зналец. Ал-Бекара 257. Еј хасрец за робовите, не им доаѓаше ниеден пејгамер, а оние не го исмеваа. Јасин 31.
Аллах навистина нема да ја измени ситуацијата на еден народ, се додека тој народ не се измени сами од себе си. Ар-Рад 12. Кога на Божиот пратеник Шујаб му се заканувале неговите луѓе, о Шујаб, или ке те истераме со оние кои веруваат од градов наш, или пак сигурно ке те вратиме во верата наша. Тој едноставно одговорил: заре ми покрај тоа што сме присилени на тоа. Ал-Араф 89. Нуховиот народ исто нему му се заканувал со каменување, ако не се откаже. Рекоа: ако не престанеш, о Нух, ќе бидеш сигурно еден меѓу каменуваните. Аш-Шуара 117. Ваков однос не бил резервиран само за понекои пратеници. Куранот накратко го покажува однесувањето на луѓето кон пратениците со следните зборови. И оние кои не веруваат им зборуваат на пејгамберите своји: ке ви истераме сигурно од земјава наша, или пак сигурно ке се вратите во верата наша. Ибрахим 14. Ибрахим бил казнет затоа што се откажа од верата на своите предци и што повикувал на вистината. Поглаварите ја изразиле својата лутина, декларирајќи: рекоа: запалете го и помогнете ги божествата ваши, ако сакате тоа за нив да го направите. Ал-Амбија 69. Исус Христос бил прикован на крстот затоа што не се согласувал со еврејските писари во толкувањето на Библијата, иако јавно рекол: немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците, не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зошто вистина ви велам, дури постојат небото и земјата, ниту една јота или црта од законот нема да се измени додека не се исполни. Свето Евангелие според Матеј. Сакам да ве подсетам дека главната разлика помеѓу Исус Христос и еврејските учители била во толкувањето на изразот: а Илијас во виорот на ветерот отиде на небото. 2 крала. Зналците строго се придржувале до буквалното и привидното значење на овој текст. Тие верувале дека и Илијас телесно ќе се симне од небото пред појавувањето на Исус. Исус противно на тоа тврдел дека тоа било во преносно значење и дека изразувањето е символично, а не буквално. Тој изјавил дека Јахија, синот на Зекеријах, бил Илијас, кој требало да се симне од небото. Исус добро знаел дека Јахја бил роден во земјата и сигурно не се симнал од небото. Во одговорот на прашањето зошто пак книжниците велат дека најнапред треба да дојде Илијас, тој рекол: Илијас ќе дојде порано и ќе уреди се, но ви велам дека Илијас дојде и не го познаа, туку му направија како што сакаа, така и синот човечки ќе пострада од нив. Тогаш учениците разбраа дека он им зборува за Јован Крстител, Јахија. Свето Евангелие според Матеј. Последно и најтешко од сите било страдањето на пратеникот Мухамед. Тој самиот рекол: ниту еден Божи пратеник не претрпел толку страдања колку што сум ги претрпел јас. Значи, историјата на религијата ни учи дека Божите пратеници секогаш биле нормални човечки суштества. Тие не се симнуваат од небесата како хероите од митските бајки. Тие секогаш биле осудувани и подложувани на страдање. Нивните следбеници не постигнувале слава на сметка на некој друг, туку со својата собствена пот и својата крв. Darul Visal mein
завршивме четвртиот дел од книгата Препорот на верата од Хазрети Мирза Тахир Ахмад. Вие го слушавте Препорот на верата од Хазрети Мирза Тахир Ахмад. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।